Нови цени на автошколите за обука на возачи и нови цени за спроведување возачки испити на испитните центри, со кои се ограничуваат минималните цени под кои не смее да се оди. Па дали полагањето возачки ќе поскапи или ќе поевтини ќе се знае дури кога автошколите и испитните центри ќе одлучат за колку да го надминат дадениот лимит, колку финансиски средства ќе треба да одвојат идните возачи од Битола по формулирањето на новите цени, ако се земе во предвид дека битолчани плаќаат 21.500 денари, додека во другите градови досега обуката се движеше од 15 до 18.000 денари. Цената на обуката за идни возачи во автошколите во Битола значително повисока од онаа во другите градови. Граѓаните често коментираат дека е тоа резултат на интерен договор помеѓу автошколите. Автошколите пак негираат, велат дека повисоката цена е резултат на тоа што Битола нема полигон, па се принудени да патуваат во соседните Ресен и Прилеп. Според новиот правилник, најниската цена за обука на возачи од Б категорија управување со патнички автомобил изнесува најмалку 19.258 денари со ДДВ. Правилникот наведува дека автошколата не може да определи пониска цена од минималната и не може на било кој начин да објавува и рекламира пониска цена за обука од минималната цена. Не знам. Уште повисоки сигурно. Најверојатно. Достапни ли се за Па, за некој достапни, за некој не. Немам ништо мислење, ама тоа што да го поскапија после нова година не е добро. Не е достапно. Со оглед на тоа дека моменталната цена на обука во сите автошколи во Битола ја надминува и онаа минималната предвидена со новиот правилник, се почесто се поставува прашањето колку ќе плаќаат идните возачи од Битола. Во изминатите неколку години објаснувањето на автошколите беше дека повисоката цена е заради немањето полигон во Битола, па трошоците се зголемувале заради патување во соседните Ресен или Прилеп, каде се оди за полагање на полигон како дел од практичните тестови.